Пети последен ден од Европските младински олимписки игри во Скопје за впечатоците, сето она што се случуваше во текот на вчерашниот ден, а на темата Фондо се разбира, зборуваме со мојот соговорник Стефан Костовски, генерален секретар на Таеквондо Федерацијата на Македонија. Добро утро, како сте трова? Супер, вие како сте? Одлично, навистина убава атмосфера, зборувавме и пред да се вклучиме возбудливи надпревари, токму тука во оваа сала. Колку надпреварувачи поминаа низ овие 5 дена? Па, денес е третиот ден, минатите денови помина околу 170 надпреварувачи, има околу 80 надпреварувачи денес, вкупно се 250 од 30 држави од цела Европа. Добро се одвиваат надпреварите, се е како што треба, по време си тече се и се надеваме да остане така до крај како што треба. Ја оправдали улогата фаворитите на ова таеквондо? Да, фаворитите за таеквондо во Европа најчесто се големите држави, Шпанија, Британија, Франција, Турција. Највише медали до сега имаат освоено Турција, Шпанија, Грција, има 2 медали нашите соседи, исто што се Бугарија и 2 медали Србија. Очекувавме искрено медал за нашите таеквондисти кои што се напредуваа во текот на вчерашниот ден, но тоа не ги прави помалку вредни од она што го имаат навистина постигнат. Сепак тоа се млади деца и днината е пред нив. Како помина вчерашниот ден за нив? Па вака сега, тројца надпреварувачи имавме вчера. Андреј Василевски во категорија минус 55 машки, Христијан Симоновски категорија минус 63 машки и Душица Бреслиева категорија минус 55. Андреј со Христијан добро се надпреваруваа, ни се најнадежни јуниори, се бораат во јуниорска конкуренција до 17 години уште оваа година. Очекувавме добри резултати, добро се покажаа, противниците нивни нажалост беа подобри овој пат, зема медал нивните противници. Душица Бреслиева исто голем фаворит беше за медал, имаше 3 борби фантастични, 2 победи против Украина и Грција, трета борба против Шпанија, која нажалост беше поуспешна овој пат и победи против Душица. Но тоа не значи ништо за нас. Идеме понатаму, бидејќи имаме поголеми надпревари што не очекуваат во текот на годината. Не се наврада другите, меѓутоа ќе даме малку предност на Душица. Сепак е дама во овој свет, да речеме, кој што вие се надпреварувате. Очекувате ли во блиски дни на големи успеси? Па да, видите, она во нашиот спорт последниве година и пол на домашните надпреварувања само од 7 големи надпревари што ни се дома има освоено 6 златни медали. Така да она има голем потенцијал. Очекуваме на европските престојни јуниорски надпреварувања што доаѓаат во ноември да направиме некој резултат. Исто така и за останатите дел од репрезентација што е се сениори, јуниори, кадети и пионери. За прв пат дел од ваков голем настан, беше ли тешко да се организира еден ваков голем настан во нашата држава во Скопје конкретно? Да, таеквондо прв пат се е представено на европските олимписки игри што се случуваат младински. Во Македонија нас ни е чест што сме домаќини. Имаше поголемо барање за да се организира, но се снајдовме бидејќи веќе знаеме како да се носиме со тоа. Имаме одено на големи надпреварувања, имаме добро познанство од тие работи. Луѓето што работиме и што сме во федерација сме сплотени, знаеме да ги користиме ресурсите како што треба и мислам дека сега е како што треба се. Ова е едно големо искуство за нас како држава, меѓутоа и за вас како федерација. Тоа значи дека следниот пат ќе бидеме поподготвени за вакво големо надпреварување. Секако да. Се надеваме дека во иднина ќе ни биде доделено и друго големо надпреварување за да можат повеќе странски држави да дојдат кај нас, да гледаат што се случува, дека имаме напредок, дека можеме и ние да се носиме со големите предизвици и сето тоа придонесува да секој еден што го гледа нашиот спорт или што е дел од нашиот спорт да биде представен на подобро светло. Олимпијадата е предизвик за секој спортист. Нашиот Дејан Георгиевски ни се врати со сребрен медал од Олимписките игри. Споминавте дел од она што не очекува до крајот на годината. За што се подготвуваат останатите таеквондисти? Каде ќе настапуваат? Вака сега, до септември имаме пауза. Ова е само еден голем надпревар, после тоа во август имаме пауза бидејќи траат премите што се за големите надпреварувања. Во октомври имаме Балкански куп надпревар што е за балканско првенство што ќе се одржи во Дупница во Бугарија. После тоа во ноември имаме, на почетокот ноември имаме кадетско европско првенство и после тоа имаме на крајот на ноември јуниорско и сениорско европско првенство што треба да се одржи во Швајцарија. И на почетокот во декември имаме европско до 21 година што се случува во
посол. Така да, нашите предизвици знаеме што се спремаме сега во овој период, се спремавме и претходно во јуни, во мај. Чекаме да помине периодов за да видиме што ќе правиме во текот на август. Имаме кампови што се во странство во Србија и во Грција. Треба таму да поминеме добро и се спремаме од септември да продолжиме со подобри успеси. Најавивте на вистина богата програма до крајот на годината и да ги охрабриме сите млади да ако сакаат се разбира да се занимаваат со овој спорт затоа што успесите се неминуеми сега. Да. Може секој што сака да дојде. Имаме добра програма, имаме добри надежни надпреварувачи. Мислам дека имаме добра иднина пред нас. Благодарам многу на одвоеното време, се гледаме на наредна прилика, многу успех. Фала ви на вас што дојдовте.